Ништо што го најавивме на самиот почеток, перото на Илинче од 4 А. Така е. Гостинка Илина Јовановиќ, која е и автор на оваа книга. Тука ни е уредено, се наместивме, дури јас одамна немам видено перце со мастило. Повелете. Ќе го покажеме и перото со мастилото и дневникот еве каде што се пишувани овие преубави песни, а ова утро директно од Дизелдорф, Германија, ни доаѓа Илина Јовановиќ Јаковчевска, која што е авторка на ова преубава книга, односно ова е поезија, песни, перото на Илинче од 4 А. Има навистина интересна приказна. Ова е 5-та книга на Илина и самата Илина ќе ви објасни како настана оваа книга. Илина, добро утро. Голема чест и задоволство ми е што ова утро си гостинка во нашата емисија. Нема да си персираме, бидејќи се знаеме. Често пати кога си ја посетуваш твојата родна земја си наша гостинка, бидејќи навистина имаш 5 книги позади тебе. Ова е 5-та перото на Илинче. За почеток ќе ми дозволиш да ти го честитам именденот Илинден, иако денеска не е 2 август, меѓутоа однапред ти го честитам именденот. Убава символика, се некако се поклопи и ова денешно гостување, кога се договаравме, кога зборувавме, кажавме како се некако некој одгоре ги реди работите, еве ако можам така да кажам. Честитки за ова емотивна книга за тебе, веќе те чувствувам како ме гледаш, има навистина убава приказна, убаво да ја споделиш со гледачите. Секако. Прво ви заблагодарила на поканата и ви заблагодарила дека будно го следите моето творештво. Изненадена бев кога се јавивте. Среќна сум што сум тука по 3-ти пат и среќна да споделам мојата приказна со гледачите и со вас. А да, секако некој ги реди горе работите, како што е Илинден, мој именден, перото на Илинче. Токму баш во овој период да бидам и тука гостинка е навистина голема чест. И јас верувам дека Бог, кога скромно очекуваме едно мало цветче, тој веќе ни посела цела ливада цвеќиња. Да. Па така сме убаво да споменеме, Илина, за тоа како настана книгата. Ова е пишувана, ова се твои песни многу одамна. Токму така. Кога беше четврто одделение? Четврто одделение, 33 години, овие песнички стоја во една фиока, која што мајка ми ги зачувала. И токму пред неколку недели, кога јас моите четвртачиња, работам во основно училиште во Германија, ги испраќав, таму го напуштават училиштето во 4-то одделение, и им давав многу совети за понатамошниот живот, за иднината. Меѓутоа, нашите разговори се секогаш една дебата, тоа не е само прашање и одговор. Добив прашања од нив кога им реков: се можете да постанете што ќе посакате, замислете си го и најневозможното, некогаш можеби ќе ви се оствари со доволно труд и верба. Меѓутоа, едно мудро гласче ме праша дали јас сум имала желби во 4-то одделение и сум била толку многу храбра тоа да си го посакам. Во тој момент се отвори за мене една врата и ја видов малата Илинче која што на литературната секција пишува поезија. И иако не знае како се станува писател, упорно сака да направи своја книга. Па така сушев малечки цветчиња меѓу страниците на стари книги. Секој картон беше мојата потенцијална корица. Меѓутоа, за жал, никогаш Илинче не ја направи својата книга. Своите песнички беа искуцани од мојата братучетка Елена Мечева, која што веруваше во мене дека никогаш ќе станат книга. Но како времето поминуваше, детските сонови останаа во фиоката, растеме, стануваме тинеџери, имаме нови планови, нови соништа и понекогаш дури тие песнички од 4-то одделение ни изгледаат смешни во некој период од животот. Така додека се зборуваш, јас само, одат веќе и фотографии, и побараме малку подосна, ќе ги побараме подосна, ќе ги зборувај си за перото на Илинче. Да. И кога четвртачињата ме потсетија на тој момент, дека јас се уште ги чувам тие мои песнички, само си реков, па ако малата Илинче не можела тогаш да си ја направи својата книга, ама Илина може сега да ја исполни таа желба. Веднаш штом дојдов дома, ги побарав и кога ги прочитав, нескромно може би звучи, меѓутоа реков, па малата Илинче била навистина талентирана да пишува. Така да, иако ова е 5-то издадено дело, за мене е моето прво сонувано и сум посебно емотивно поврзана со сите песнички, со сите теми внатре, без никакви влијанија, едно чисто детско срце, чиста емоција е родена во нив. Она што сакам да напоменеме е дека перото на Илинче
овие песни кои што се во оваа книга се напишани тогаш. Тогаш, да. Така, значи да. пред Сите до 30 една. пред 35 години, ако може еве да покажеме делот, да ја покажеме книгата, потоа ќе ги еве книгата Перото на Илинче, она што зборуваше Илина, овие песнички внатре, еве вака ќе видите дека се песнички кои што ги има напишано едно детенце, кога било 4-то А оделение. Точно. И она што сакам да го покажам додека сме кај Перото на Илинче, тоа е еве овој ракопис, Перото на Илинче, се е ова во ракопис напишано од нашата авторка Илина. И она што автентично Илина ни го донесе, ама за да може да се види, тоа е перо и мастило, за да еве убаво ви го доловиме целиот момент за Перото на Илинче. Еве вака, да можете да видите како тоа убаво навистина изгледа. Благодарам за еве оваа, да кажам, декорација. Со големи емоции зборуваш за Илина, за Перото на Илинче. Овие песнички ги пишуваше малата Илина. Малата Илина низ годините прерасна во вистинска писателка и авторка и ќе ми кажеш која е темата на малата Илина која што пишуваше во Перото на Илинче? Да, па темите се различни. Јас кога ги читав песничките, видов се што ме окружувало тогаш без никакви влијанија, чисто искрено што излегува од мојата душа. За мојата наставничка, за градот Скопје, за звездите, за небото, за пролетта, летото и есента. Разнолика е книгата, различни теми се опфатени. Сега имаше своја промоција во вторникот, она што сакам да го знаат гледачите е дека тоа беше во твоето училиште. Токму така, значи Перото на Илинче. Каде што учеше малата Илинче. Токму така. Перото на Илинче доживеа едно многу топло добредојде во основното училиште Климент Охридски од Рачево. Повторно да се седне во тие клупи, во тие ѕидови и гледајќи низ прозорецот каде што првите рими се родија, каде што Илинче се играше со зборовите и сакаше да направи приказна преточена во стихови, беше навистина многу емотивно. Иако се одмори, ја наполнивме училницата. Тука еден голем поздрав за големата поддршка од училиштето, директорката Елена Симоновска, воедно и мојата промоторка, што ми направи едно такво топло добредојде. Срцето ми трепереше од емоции, очите се полнеа со солзи и јас често пати кажувам, мојата моќ е во зборовите, меѓутоа тогаш на вистина елоквентноста малку го спушти нивото, едноставно таа емоција и возбуда не можев да искажам така како што ја чувствував. Ама ќе ја прочитаат сигурно читателите никогаш во моите нови песни. Можеме да напоменеме дека еден гледач може да се јави во режија, да остави свој податоци и да ја добие оваа книга Перото на Илинче. Уште побава би била ако има можеби во домот Илина некоја која што би ја читала еве оваа книга. За да не губиме време околу да вклучуваме гледач овде, нека си ги остави податоците во режија, ќе исконтактираме ние. Малото Илинче прерасна во големата Илина веќе, која што низ годините има напишано, ова е пета книга, значи 4 книги кои што се овде донесени, ги видоа гледачите пред малку. Ке ми кажеш, Илина, за награди имаш многу, учество на фестивали низ овие години, некои позначени да споменеме? Може. Еве од оваа година да почнеме, да не се навраќаме многу наназад. Почнувајќи од февруари имав таа чест да дадам мал придонес со песната за сите вас млади на хуманитарниот концерт за кочани кој се одржа во Хилден Дизелдорф во организација на Македонскиот културен центар МКЦ Сонце од Дизелдорф. Потоа следуваше една многу убава средба на покана на Агенцијата за иселеништво. Присуствував на литературните иселенички средби во Струмица. Се запознав со многу други автори од различни држави, македонци кои творат на македонски. Посетивме манастири, водопади, убави литературни читања. Благодарение тука на Билјана Костова и Горан Ангелов за прекрасната организација. Потоа следуваше и фестивалот Стихувалки, тоа е детски поетски фестивал, каде што е освоив исто специјалната награда за автор од диаспората. А нешто најсвежо беа Скопските поетски вечери, токму пред една недела, организирани од хуманитарното здружение Феникс,
од меѓународен карактер, жири од 5 различни држави: Кина, Кипар, САД, Русија и Македонија. И таму исто ја освоив првата награда за автор од диаспората. Нам беше чест. Меѓутоа, награди како награди, јас не ги доживувам како некој трофеј. За мене е поважно сознанието дека моите стихови допреле до ничие срце, посебно кога допреле до срца на народи кои што не го зборуваат нашиот јазик. Така тоа ни докажува дека поезијата нема држава, нема религија, има само чиста емоција и душа. Дали може би е најголем успех за еден автор, се извинувам, да ова четиво, овие книги бидат дел од образовниот процес како лектири? Дали е време веќе да се сменат оние лектири што ги читаат нашите деца и ние сме ги читале? Да, јас некои луѓе што веќе ја прочитаа книгата, добив безброј пораки дека треба да се внесат сега овие токму песнички во образовниот систем. Никогаш не се знае, секако ќе ми биде голема чест. Всушност остави за крај една таква мала тема и песничка, ќе ја прочитаме на крај и пораката за од режија веќе ни јавуваат дека времето е толку, ќе мораме да оставиме за можеби ако останеш и ќе снимиме за следна прилика. Меѓутоа ќе имаат можност ни са книжарите во Македонија да ја земат книгата Перото на Илинче. Многу ти благодарам за ова гостување. Чекаме повторно кога ќе дојдеш повторно во твојата родна Македонија. Благодарам. Голема благодарност и од мене. Ви благодарам.